После објавата на девојката за смртта на нејзината 41 годишна мајка, на која е било потребно кислород, а како што вели нејзината ќерка не е било дадено, се вклучи црвениот аларм за работата во здравството. Денеска во клиничката болница во Штип се изврши вонреден инспекциски надзор, а целосен извештај за начинот на третман на пациентката побаре директорот на клиничката болница Штип доктор Ален Ѓоргиев. Се помиривме со сето тоа, судбина. Тие направиле се што можеле, толку можеле и на телефон да ни кренат за информација. Додека не го зедов телефонот на мајка ми кој ни го вратија за да прочитам јас сите утешни зборови што ги пишав неизе, но таа не била во состојба да ги прочита и не ги видов сите неизини неуспешни обиди да го добие дежурниот медицински персонал на истиот број на кој се јавуваат луѓе од цела држава за да добијат информации за своите најблиски. После нашиот последен нормален разговор на 12.11.2020 во 18.46 мајка ми се обидувала да добие помош кај истите тие сестри и доктори со 10 повици, секако неуспешни, од 2023 до 2029. И не само тоа. Овде се и две молби за шанса за живот со две пораки, од кои едната гласи: "Ова итно јави ми се", што била испратена како брза автоматска порака после неуспешен обид да ги добие преку повик. И уште една порака: "Боца кислород треба горе во четворка". Порака испратена со кој знае колку мака и немоќност. Стоеше во изјавата на Facebook профилот на Михаела. Во барањето за објаснување на случајот од клиничката болница од Штип, добивме изјава дека, поради тоа што во моментот има вонреден инспекциски надзор од ДСЗИ, како и дадено задолжување на Комисијата за контрола на здравствени и етички прашања при клиничката болница Штип, да го иследи случајот и да поднесе писмен извештај, сметаме дека во моментот е коректно да ги почекаме извештаите. По добивање на истите ќе имаме појасна слика за случајот и дали имало евентуални пропусти. Со објавата на Михаела која ги преплави сите социјални мрежи, се бара начин да се спречи нечiji живот, за да не се случи истото на некоја друга нечија мајка, сестра, нечiji татко или дедо, стои во нејзината Facebook изјава.